4 милиони евра е долгот на винариите кон лозарите за грозјето од последната реколта. На 30 април, по истекувањето на законски крајниот рок за исплата на грозјето, Министерството, согласно законот, најави одземање на лиценцата за откуп на 9 винарии, меѓу кои и повардари. Но изненади Уставниот суд, кој укина 3 члена од законот за вино, кои се однесуваат токму на почитувањето на договорот во делот на исплатата. За лозарите ова е неприфатливо и бараат поддршка од Министерството. И како влада, и како Министерство за земјоделие, и лично како Зоран Коњановски, ќе настојувам веднаш кога ќе добиеме одлуката од Уставниот суд, да превземеме соодветни мерки, се со цел дополнително да ги заштитиме лозарите, затоа што едните без другите не можат, доколку немаме грозје и немаме исплата. Со оглед на тешката финансиска криза во која се наоѓаат лозарите, поради тоа што со години веќе немаат сигурен откуп, а и цените на грозјето се ниски, постои опасност дека оваа година ќе биде пресудна за лозарството. За ова има сериозна основа и по пропаѓањето на парите на лозарите кои го имаат дадено грозјето во агрокомбинатот Џумаилија. Ако сега не им го исплати грозјето што го имаат дадено во повардарие, намалувањето на лозовите плантажи ќе продолжи и натаму, бидејќи земјоделците ќе немаат пари да ги обработуваат лозјата. Минатата година винаријата повардарија не го исплати откупот на грозјето на лозарите. Кажете ми, не им беше одземена лиценцата, зошто и дали сега владата ќе ги обештети лозарите? Не знам за минатата година, за оваа година она што го ветив пред лозарите дека било која лозарија винарија која нема да го почитува законот, ќе ја биде одземена лиценцата и тоа се случи. Од 2006 година наваму, површините под лозови плантажи се намалија за 6000 хектари.